Почитувани гледачи, го следите најновото издание на регионалните вести. Во Кривичниот суд во Скопје денес започна судењето на шестемина обвинети за трагичната автобуска несреќа од 13 февруари кај селото Ласкарци, кога при излетување и превртување на автобус на гостиварски Дурмотурс загинаа 16 патници, а над 35 беа повредени. Денес во Кривичниот суд во Скопје започна судењето за кобната автобуска несреќа од 13 февруари на автопатот Тетово-Скопје кај селото Ласкарци. На обвинителната клупа седнаа шестемина обвинети, газдата на Дурмотурс, возачот на автобусот, како и вработени во компанијата и станицата за технички преглед. Тие се товарат за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Обвинител на случајот е Дарко Јакимовски, според кој несреќата била кулминација на голем број пропусти кои не настанале спонтано. Дејствијата на обвинетите се во директна врска со настапената последица која резултираше со смрт на 16 лица, патници во автобусот, а 38 лица се здобија со телесни и тешки телесни последици, рече обвинителот. Процесот е во рацете на судиите Дијана Груевска-Илиевска и Александра Ристеска и тројца судии поротници. Обвинетите пред судот денес се изјаснија дека не се чувствуваат виновни. Граѓани, представници на невладиниот сектор и на локални институции во Гостивар дискутираа на теми врзани со еколошки чиста средина, одржливо општество и почитување на човековите права. На работилницата насловена како Зелена иднина беше потенцирано дека институциите мора посериозно да се занимаваат со оваа проблематика. Заштитата на животната средина, зелените вредности и социјалната правда беа во фокусот на дискусијата на денешната работилница, која се одржа во Гостивар под наслов Зелена иднина. Своите мислења и ставови на овие теми ги искажаа представници на невладиниот сектор, локални институции и установи, а настанот го организираше Центарот за слобода цивил во рамки на поширок проект што се спроведува во партнерство со германска фондација. Тоа што ние во овие работилници ќе се обидеме да го направиме, да видиме до каде сме и што можеме да направиме како граѓанско општество, како граѓанки и граѓани во секоја општина во оваа земја, особено во доменот на подобро разбирање на зелените вредности, бидејќи знаете што, ние не сме ни во прво одделение што се однесува до оваа област. Ние уште не разбираме што значи вистински заштита на животната средина. Таа е само еден дел од политиките и практиките кои се неопходни за да може земјата да усвои некакви зелени вредности кои ќе послужат во овие модерни времиња, во една трансформација многу драматична во целиот свет. Ако нема почитување на човековите права, едно општество не може да се развива и да работи на чиста животна околина и еколошка свест, вели Дерала, нагласувајќи дека институциите мора посериозно да се занимаваат со оваа проблематика. Бидејќи според нас не можете да очекувате развој во едно општество, особено во доменот на зелените вредности, ако нема почит за човековите права, почит за човековото достоинство, ако нема сериозни напори на институционални и општествени нивоа да се надмине и да се санкционира национализмот, и нема напредок, ама буквално никаков во доменот на животната средина, ако вие немате социјална и еколошка правда, владењето на правото, слободата, еднаквост, демократијата и така натаму. Тоа се се вредности кои морате да ги почитувате, да ги спроведувате без никаков компромис, за да дојдете до она што ние, извинете, ама многу наивно ги подразбираме под зелени вредности. Ние мораме посериозно да се запатиме со оваа област. Министерството за животна средина и животно и просторно планирање веќе со години, ако не и со децении, работи на еден многу минимален, на едно многу минимално ниво во кое не забележуваме дека има основно разбирање за тоа што е функцијата и мисијата на едно такво министерство во една влада. На работилницата во Гостивар беше потенцирано дека зелените вредности подразбираат грижа за природните ресурси и налагаат трансформација на потрошувачкото во одржливо општество,
со нови концепти на економијата, а особено на енергетиката. Зелената партија Дом неколку пати во месецот до општина Тетово ќе предложува мерки за намалување на загадувањето во градот. Председателката на партијата, Маја Морачанин, рече дека изворите на загадување во градот се големи, но посебно внимание треба да се посвети на грејењето во зимскиот период. Од партијата Дом истакна дека сите процеси на институциите кои се одвиваат треба да бидат транспарентни, ако сакаме да имаме чиста животна средина. Тука ќе спаѓа секако површината на зелените делови од градот, тука ќе спаѓа сообраќајот, организацијата на сообраќајот, тука ќе спаѓаат и други решенија кои што со континуирано превземање ќе обезбедат намалување на сите наши комунални проблеми од аспект на загадувањето, за да не биде нели она проблеми да ги гледаме само кога ќе стане концентрацијата 800 и кога ќе падне првата магла. Од друга страна во најава е решавањето на судбината на Попова шапка, кое што по наше големо убедување е многу битно за градот. Од тој аспект апелираме до владата сега во овој случај на глобално, значи на централно ниво, процесот што е започнат околу изработката на студијата за начинот како ќе се реши проблемот, односно решението да се изнајде правилно за шапка, да го отвори исто транспарентно, а ние и во тој домен ќе се обидеме да бидеме проактивни, да бидеме конкретни, да бидеме конструктивни. Председателката на Дом, Маја Морачанин, рече дека изворите на загадување во градот се големи, но посебно внимание треба да се посвети на грејењето во зимскиот период. Тетово е еден од градовите во кои загадувањето на воздухот е и неговото решавање е приоритет, заради тоа што достигнува особено во зимските периоди, исто како и во Скопје и во Битола, големи вредности на аерозагадување, и тоа е она на кое Дом се фокусира во овој период, да се решаваат проблемите со аерозагадувањето во овие градови. Тоа е важно од неколку аспекти, односно начинот на решавање мора да биде континуирана борба со сите видови на загадувачи, и оние кои доаѓаат од индустријата, од сообраќајот, од градежништвото, од депониите кои што доаѓаат, така што мора паралелно да се работи за намалување на загадувањето, намалувајќи ги сите извори, практично решавајќи ги сите извори на аерозагадувањето на воздухот. И се разбира и проблемот со затоплувањето на објектите и на домаќинствата и на индустриските објекти, исто така и на административните згради. Она што е добро, што во планот за намалување на аерозагадувањето, што го донесе владата, се опфатени мерки за намалување на аерозагадувањето, и една од клучните мерки е точно тоа, заменување на начинот на загревање на објектите, што ќе биде субвенционирано за граѓаните. Мислам дека во текст се веќе повиците до општините за граѓаните да можат да ги заменат оние начини на грејење со дрво, кој што најмногу загадува, со други алтернативни начини на загревање на домовите кои што помалку загадуваат. Рече Морачанин. Таа беше во посета на Тетово, каде се отвори нова канцеларија на Тетовскиот огранок на Дом. Сега сме пред важни моменти пред зачленување во НАТО и пристапни преговори со Европската Унија, и треба да бидеме внимателни сите случаи да се разрешат согласно законот и уставот, рече лидерот на ДУИ Али Ахмети по завршувањето на синоќешното централно председателство на партијата. Лидерот на ДУИ Али Ахмети додаде дека ДУИ за целосно почитување на законот за специјалното јавно обвинителство. ДУИ има цврст став дека треба да се почитува законот за специјално обвинителство и да се постапува во согласност со законот за обвинителството, договорен меѓу сите актери во првите настани од пред 3-4 години, што се случија во земјава, и ние бараме овој закон да се почитува. Секој отстапување од овој закон има последици по земјата и правниот систем на нашата република. Мислам дека овој развој нема да има влијание и последици врз добивање датум за преговори со Европската Унија, истакна лидерот на ДУИ Али Ахмети. На седницата се разговараше и за актуелната политичка состојба во земјава и внатре партиската реорганизација во пресред на одржувањето на конгресот на партијата, каде треба да се одлучи како ДУИ ќе делува во наредните 2 децении. Претходно портпаролот на партијата Бујар Османи истакна дека ДУИ не е за предвремени избори,
но ако некој нејзин висок партиски член го побара тоа, подготвена е да разговара. Комисијата без дискусии со едногласна одлука му предложи на собранието да ја разреши Катица Јанева за нестручно и несвесно работење. Сега одлуката на комисијата оди кај Талат Џафери, кој треба да закаже пленарна седница на усвојување на предлогот за разрешување на Катица Јанева, што треба да има двотретинско мнозинство плюс Бадентер. Потоа Советот на јавни обвинители треба на седница да ја разреши Катица Јанева. Илија Димовски вели дека материјалот кој го добиле од Советот бил многу уверлив. Во материјалот се содржани доволен број на конкретни действија превземени од страна на осомничените лица во таа постапка, кои што даваат основа за поведување на постапка од страна на Советот на јавни обвинители. Комисијата за прашање на изборите и именувањата се приклучува практично на таквиот став на тогашниот претседател на Советот на јавни обвинители, дека да, материјалот дава доволна основа со конкретни активности превземани од осомничените едногласно, без дискусија, да го донесе заклучокот за предлог господјата Катица Јанева да биде разрешена заради незаконито, нестручно и несовесно работење. Материјалот беше уверлив. Се надеваме дека многу брзо и целосната истрага ќе заврши и ќе почне судски процес со кој што виновниците за овој случај ќе си одговараат до крај и голем број од шпекулациите, односно маглата од шпекулации која што беше изнесена во јавноста целиот овој период ќе биде расчистена. Како личност, таа ги разочара сите што и дадоа подршка, а подршка таа доби и од тогашната власт и опозиција и од сите политички партии кога беше основана и кога беше именувана во собранието на Република Северна Македонија. Затоа разочараноста секако е очигледна кај сите граѓани од низината постапка. Логична постапка е писмото што го испратила специјалната јавна обвинителка Катица Јанева во врска со предметите од ЦЈО, а тоа произлегува и од разговорите со ВМРО ДПМНЕ и според сите други околности. Оцени премиерот Зоран Заев и нагласи дека решението е да се постигне договор според кој предметите треба да поминат во јавното обвинителство. Тоа што сум информиран од работните групи е логичното решение кое што и во разговорите со ВМРО ДПМНЕ го имаме, но е логично решение во сите околности. Посакуваното решение се постигне договор, во самиот договор е предвидено предметите да поминат кај државниот обвинител. Ако не се постигне договор, сегашните закони викат предметите поминуваат кај државниот обвинител. Ако се постигне договор или ако не се постигне договор, правото на специјалниот јавен обвинител е опишано во Законот за јавното обвинителство. Јас вчера прашав правниците околу мене, викат да, тоа е сосема законски дозволиво, одлуката на специјален јавен обвинител да ги предаде. Немаме никои контакти нели со Катица Јанева да прашаме зошто е тоа така. Она што според мене е очигледно или веројатно била причината, наближувањето на 15 септември. 15 септември завршува мандатот на Катица Јанева. Тоа не се пренесува на заменик, на избор на некој друг, туку едноставно се предаваат предметите, веројатно заради безбедноста, сигурноста на сите индиции, материјали кои што таму се обезбедени. Така да не верувам дека ќе влијае на преговарачкиот процес. Министерството за трговија и индустрија на Косово денеска го извести Министерството за економија на Северна Македонија дека се укинати бариерите за извоз на мед и компир. Според договореното на состанокот меѓу министерот за економија Крешник Бектеши и министерот за трговија и индустрија на Косово Ендри Чала, кој што се одржа пред 2 недели, Агенцијата за храна и ветеринарство на Косово на крајот на минатата недела ги достави потребните документи дека е извршен активен и пасивен мониторинг на икри и подмладок кои беа потребни за да може да ги увезува овие производи во Република Северна Македонија. Во Горно Седларце во угостителски објект пронајден мртов работник. На стариот пат Беловиште Одри пронајдена граната. Полицискиот билтен бележи и пожар во фабрика во Тетовско Милетино. Вчера околу 11 часот и 20 минути во СВР Тетово, 49-годишник од тетовското село Беловиште пријавил дека при вршење ископ на неговата нива покрај стариот пат Беловиште Одри пронашол експлозивно средство артилериска граната од 150 мм која потекнувала од Втората светска војна.
Извршен бил увид и гранатата била подигната од представници на Дирекцијата за заштита и спасување Тетово за понатамошна постапка. Денеска по полноќ во полициското оделение Жеровија НСВР Тетово од територијалната противпожарна единица било пријавено дека избувнал пожар во фабрика во тетовското село Милетино. Во 3 часот и 15 минути пожарот бил локализиран од екипа на територијалната противпожарна единица. Повредени лица нема, увид ќе се врши во текот на денот. Денеска во 2 часот во СВР Тетово било пријавено дека на паркинг на угостителски објект во Тетовското Горно Седларце бил пронајден починат 60 годишен жител на Тетовски Пирок, кој работел како чувар на паркингот. Смрт без траги на насилство констатирал лекарот итна медицинска помош, а по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот било предадено на семејството. Денеска во 2 часот и 20 минути во полициската станица Тетово 19 годишникот Тетово пријавил дека истиот ден околу 1 часот пред угостителски објект на улицата Љубо Божиновски Пиш во Тетово бил физички нападнат од 2 лица при што се здобил со повреди. Се превземаат мерки за пронаоѓање на лицата и за расчистување на случајот. Минатиот месец, полицијата на Тетовското подрачје санкционирала 1491 учесник во сообраќајот. Минатиот месец, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово на поширокото Тетовско подрачје откриле и соодветно законски санкционирале 1491 прекршок, а вкупно контролирале 4235 учесници во сообраќајот. Применувајќи ги одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, поради констатирани различни видови прекршоци, од сообраќај било исклучено 81 возило. Најмногу од исклучените возила, 59, имале истечена регистрација до и над 30 дена, додека кај 22 утврдена е техничка неисправност, претежно на сопирачките и некомплетна опрема. Во овој период од сообраќај се исклучени 260 возачи, од кои 139 кои управувале без возачка дозвола, 7 со несоодветна категорија, 10 со важечка забрана, 55 возачи почетници и 49 кои управувале под дејство на алкохол. Откриените сообраќајни прекршоци минатиот месец заокружени се со 700 мандатни и 594 прекршочни платни налози, додека во овој период исто така времено одземени се и 81 возачка и 89 сообраќајни дозволи. Актерот Висар Вишка е назначен за нов директор на Гостиварскиот театар. Установата беше формирана со одлука на владата лани во октомври, но досега се уште нема вработени ниту реализирана премиерна представа. Актерот Висар Вишка е именуван за нов ВД директор на Гостиварски театар, на местото на досегашниот Берат Салиу кој си поднел оставка. 42 годишниот Вишка е дипломиран актер на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Беше вработен во Македонскиот народен театар и советник на поранешниот министер за култура Асаф Адеми. Има богата актерска кариера со бројни театарски улоги, како и улоги во серии и филмови на домашната и на странската сцена. Одлуката за основање на театар во Гостивар беше донесена од владата во октомври минатата година. Тогаш беше најавено дека за старт на театарот ќе бидат издвоени 10,2 милиони денари од државниот буџет, кои би биле насочени за 27 нови вработувања и инфраструктурни подготовки на простории за потребите на Гостиварски театар, кои би биле сместени во Центарот за култура Асно во Гостивар. Вработувања досега не се реализирани, а театарот се уште немал премиерна представа. Од Министерството за култура велат дека реализацијата на програмските активности за 3 представи на театарот во Гостивар, за кои биле издвоени пари од годишната програма, ќе продолжат по завршување на административните процедури. Британската влада се откажа од плановите да стави крај на слободата за движење за жителите на Европската Унија, веднаш по можниот Брекзит без договор и ќе продолжи да ја приминува претходната политика, со која им се дозволува 3-годишен привремен престој во земјата.
Иднината на европските мигранти дополнително беше доведена во прашање од минатомесечната објава на владата дека нивното автоматско право да живеат и работат во Британија ќе им биде одземено во случај на Брекзит без договор. Но владата беше принудена да се откаже од таквите планови, откако беше предупредена дека истата ќе резултира со правни предизвици од милионите жители на Европска Унија кои веќе живеат во Британија. Адвокатите го нарекоа планот непромислен. Новата влада на италијански премиер Џузепе Конте, сојузот меѓу движењето 5 звезди и Централно-левичарската демократска партија, денеска положи заклетва. Еден од најголемите предизвици за новата влада ќе бидат имиграцијата и буџетот. Како министерка за внатрешни работи, Лучијана Раморгезеќ има задача да ја промени острата политика против мигрантите на својот претходник, лидерот на антиимигрантската партија на Евроскептичната лига Матео Салвини. Со просечна возраст од 47 години, ова е најмладата влада во италијанската историја. 1/3 од министрите се жени, односно 7 од вкупно 21 министер. Иран соопшти дека ќе ги повлече рестрикциите за дизајн и развој на технологијата за збогатен ураниум, во она што експертите за контрола на оружјето го нарекуваат релативно мало активирање на иранската нуклеарна програма. Иранскиот председател Хасан Рухани доцна вчера изјави дека Иран ќе им даде дозвола на своите научници да го забрзаат истражувањето за напредните центрифуги, откако им беа намалени обврските според заедничкиот сеофатен план за акција, иранскиот нуклеарен договор од 2015 година, а кој сега е под закана поради повлекување на САД од него. Најмалку 34 лица денеска се повредени во судир на експресен воз и камион во Јокохама, втор по големина град во Јапонија. Судирот се случил на главниот железнички премин кон Токио, а при судирот најмалку 3 од 8 вагони излетале од чините. По судирот камионот се запалил, а возачот е тешко повреден. Звукот при кршење на прозорците беше ужасен. Додека се освестив што се случува, вагонот беше целосно уништен, вели за тамошните медиуми еден од патниците на возот. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб ветер од променлив правец. Температурите се движеа од 14 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Времето утре ќе биде предпладне сончево со мала до умерена облачност. Попладне наместа нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат од 14 до 27 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.